СДА Македонија оваа година во октомври навршува 35 години од својата работа и ние се чувствуваме како една партија која дала сериозен придонес во интегрирањето на бошњачкиот народ во Република Северна Македонија. Денешната ситуација е таква да во однос на правичната застапеност во институциите сме на половина од тоа што го предвидува правичната застапеност и последниот попис. Во делот на образованието на мајчин јазик треба да се заокружи процесот да децата првачиња кои сакаат да учат на босански јазик да го изучуваат во местата каде што живеат, но најлоша е ситуацијата во политичкиот дел каде што во последните 2 години гледаме дека од владата на Република Северна Македонија доаѓаат пораки со кои се исмева и се негира геноцидот во Сребреница и бошњаците се комплетно политички маргинализирани. Во таа смисла сметам дека состојбата, положбата на бошњачкиот народ во Република Северна Македонија никогаш не била полоша. Изолационистичката политика на владата секако дека остава сериозни последици на сите полиња во општественото живење. Економските во овој момент највеќе се чувствуваат, но тенденцијата е лоша и во меѓуетничките односи, што се предуслов за добра иднина на Република Северна Македонија. Кога е стопиран европскиот пат, Република Северна Македонија го има тоа искуство од минатото дека влага во нешто што се нарекува општествена криза, а таа општествена кризата меѓу другото подразбира и меѓуетничка криза, затоа што сите останати народи во големо мнозинство се за членство во Европската унија, а се создава поделба и кај етничките македонци на политички партии кои се за Европската унија, кои во моментов се опозиција и власта која го стопира тој европски пат. Ние се водиме првенствено од интересите на интеграцијата на бошњашкиот народ, но во нашите програмски цели е сериозно застапено и членството на Република Северна Македонија во Европската унија и Европскиот пат. Сметаме дека тоа што ние не сме во собранието, бошњачкиот народ изгуби сериозен представник, но на следните парламентарни избори секако дека се гледаме во парламентот на Република Северна Македонија и јасно, автентично да ги застапуваме ставовите на бошњачкиот народ. Јас веќе имам дадено проценка во јавноста дека оваа влада нема да го заврши својот мандат. Кога ќе направат предвремени парламентарни избори, секако останува на некоја нивна проценка, но последица од тоа ќе биде сопрениот европски пат и општествената криза во која влага Република Северна Македонија. Во делот на изјавите на премиерот Мицковски сметам дека он само покажува една сериозна неконзистентност во ставовите, што е позната и од порано. Ова е сега овој пример што го спомнавте околу евентуалните предвремени парламентарни избори, но еве видете околу делот со реконструкцијата на владата. Таа беше најавена прво после локалните избори, крај на ноември, па почеток на декември пред празниците, па после празниците во јануари, за да биде ете во февруари ќе се заокружела, па март, април и еве сега веќе влеговме во мај, гледаме дека нема ништо од најавената брза реконструкција на владата. Тоа исто така се ставови на премиерот и тие исто така потсеќаат на неговите ставови околу уставното име Северна Македонија, членството во НАТО. Да, они се као за членство во НАТО, но не беа за Преспанскиот договор, се декларативно за членство во Европската унија, но се против уставните измени и така натаму и така натаму. Единствена конзистентност која се гледа и кај премиерот и кај ВМРО-ДПМН е таа конзистентноста кон деструктивните политики. Република Северна Македонија во незината природа е мултиетична и мултикултурна држава и има една честа реченица која се веќе е излитено да се користи дека тоа представува наше богатство.
За жал не гледам доволно посветеност на институциите да тоа различно културно богатство и тие предности кои ги имаме како општество да се искористат и во политичкиот потенцијал на развој на државата во секој поле, од економско до развојот на меѓуетничките односи. Јас сметам дека таа идеја едно општество за сите во кое сите ќе бидат рамноправни по сите основни, и етнички, и верски, и политички, и социјално ако сакате, тоа е еден поширок контекст и сметам дека тоа е единствениот пат Република Северна Македонија да биде просперитетна држава и пристојна држава, да изгради пристојни институции за сите нејзини граѓани. Се друго е погубна политика за Република Северна Македонија.